Назли, каде си? Господине Ферит, ке задоцна малку. Никако да стасам, имам многу сообраќај. Така ли? Добро, нема проблем. Не дојде на време, па се загрижив. Како и да е, ќе се видиме после. Назли? Господине Ферит, Рече ќе задоснеш, нели? вие не излеговте? Излегов, ама заборавив документи во собата, па се вратив по нив. Што криеш таму? Пак ли ми остави порака? Да. Може да видам? Откако ќе ја прочитате пораката, веќе ништо нема да биде како порано. Што значи тоа? Како и да е, ќе ја прочитате. Што се случува? Каде отида Назли? Назли си даде отказ. Да не се случи нешто меѓу тебе и Назли? Да не направи нешто со што би ја повредил, мислам? Ништо не направив. Тогаш, зошто би дала отказ на ваков начин, не разбирам. Не знам. Ама може би ти знаеш. Јас велиш? Од каде јас би знаел? Назли ништо не ти кажала? Периодов многу често се гледате, па може би споделила со тебе. Не зборувавме за тоа. И јас исто не очекував дека Назли ќе напушти работата. Изненаден сум, навистина. Се изненади или пак одвнатре се радуваш? А зошто би се радувал?
Па штом Назли даде отказ, ќе може повеќе да се интересира за кај тебе. Ти нели го сакаше тоа? Да, сакав. И сакам. Дури и понудив работа. И понуди. И понудив на Назли да работи со мене, мислам. Не како советник, туку да влезе и да работи во кујна, сакав повеќе да е во работата. Не знаев за ова. Ми кажа дека ќе размисли. Може би донела некоја одлука. Не верувам дека Назли дала отказ за да работи кај тебе. Така ли? Зошто? Не знам. Не верувам. Доцнам за на работа. Да земам документи и одам. Ај, ти се уште ли си дома, ма? Бога ми не сватив стажант ли си, газда ли си? Утрово земав дозвола од работа, излажав дека ќе одам на лекар за да поспиам уште малку, но сум се успала. Сега ми го нема и телефонот. Назли? Готова ли е? Добро ли си? Добро. Добро сум, Фатош, навистина. Падна голем товар од мене. А како ќе се ослободиш од товарот што нема да можеш да го гледаш? Добре го најдов. Дадо, што направи? Беше на работа па се врати, што е? Бев и се вратив. Ја завршив работата. Назли утрово даде отказ. Зошто? Аз сума ни двете ја знаеме причината. Зошто пак и пак зборуваме? Добро, Дадо, но дали добро размисли? Многу размислував, Дадено. Размислував доволно за цел живот. Од сега воопшто нема да размислувам. Мирна глава, милина. Ајде ке задоцниш. Сега, да го разгледаме случајот. Еден маж и една жена. Меѓусебно си се допаѓаат. Меѓу нив има неверојатна привлечност. Продолжи. Жената нема логично објаснување и постојано бега и се крие од машкото. И последен чин – отказ. Резултат? Дали е можно Назли да крие нешто од тебе? Што, например? Не знам, се обидувам да најдам објаснување. Може би има нешто што крие од тебе и затоа бега. Нешто што никогаш не сака да го дознаеш. Нешто во врска со незиното минато? Не верувам дека Назли порано има ограбена банка. Па не знам, може би нешто во врска со незиното семејство. Колку што знам, семејството е во Антахија, тука живее со Асуман. 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 Можно ли е да е во врска со неа? А диджејот досега пуштал ли музика на латино забави? Супер. А дали може лесно да прави пресврт меѓу песните, мислам, од еден во друг стил? Одлично. Имам една листа на песни од порано, па сакам да му ја дадам, да. Се разбира. Добро. Добро, се гледаме. Благодарам. Еднаш беше во полициска станица, се сеќаваш? Не ни кажаа што се случило. Кажаа дека некакво недоразбирање ја затворија темата. Да. Мислиш Назли дека бега поради ова од мене? Кој знае, може би. Добро, Енгин, ама што би можел Асуман да направи?
Најмногу што може да се вмеша во некое препирање или караница. Тоа е најмногу. Ова не го објаснува бегањето на Назли од мене. Може би ќе го објасни, се уште не сме истражиле. Може би си во право. Ќе видиме што ќе излезе од ова. Влези. Гостите од Италија појадува и излегува од хотелот, а сега ќе направат тура низ Султан Ахмед и Капали Чаршија и потоа ќе се вратат тука за да го одржите состанокот. Добро, благодарам, Асуман. Асуман, Повелете, господине Ферит. зборуваше денес со сестра ти. Ако ме прашувате за отказот, да, знам, за жал. За жал. За жал. Мислам, жал ми е што вака одеднаш даде отказ. А што мислиш, зошто го направи ова? Зошто? Па... Не знам, мислам, немам идеја. Јас да се вратам на работа дур не се налутила господја Игбал, може? Нешто од внатре ми кажува дека сме на вистинскиот пат. Влези. Господјо Демат? Ела, Асуман, дојди седни. Не, јас немам време за седење, многу сум зафатена. Ги донесов одлуките на управниот одбор. Да ги подпишете. Да видам. Ова ви се првите подписи на одлуките во фирмава. Со среќа нека, дај Боже да продолжите. Толку ли? Да, толку. Да се чудиш. Не знам како ти ја дала Игбал тебе оваа работа. Мислам, како му предала толку важни документи на неважен асистент како што си ти. Тоа јас не знам. Господица Игбал на целиот управен одбор, дури на адвокатите, самата лично им дала да подпишат, ама за вас ми рече да дојдам. Изгледа ние добро се сложуваме за тоа. Асуман, јас за последен пат те предупредувам. Стави си го тоа во тоа твое мало мозоче. Прво, јас не сум ти другарка. Второ, не можеш кога ќе посакаш да дојдеш тука и да зборуваш со мене. Ке дојдеш кога јас ке ти речам да дојдеш, ке си одиш кога ке ти речам да си одиш. Ете тоа е. Господјо Демат, јас мислам да не кажувате работи за кои ќе се каете. Извини. Од тебе ли ќе учам како да зборувам? Слушај, ваму, Асуман, ти премногу се подпираш на себе. Ниту тебе, ниту на сестра ти, тука работата не ви е за стално. Судбината ви е помеѓу моиве две усни. Сестра ми си даде отказ од работата во домот на господин Ферит. Не можете да не оценувате повторно. Како второ, и помеѓу моите усни има многу големи тајни. Па велам да не си играте со мојово трпение. Ако излезат на виделина, вие ќе бидете повредени. Што се замислуваш ти, ма? Како можеш на овој начин да разговараш со мене? Што се замислуваш? Прибери се! Ти си само една вработена во мојава фирма. Не го заборавај ова. Се разбравме? Се разбравме ли? Што се случува тука? Асуман. И побарав една работа, не ја заврши, ем застанала пред мене и зборува тука. И нормално, многу се изнервирав. Господјо Демет побара една работа од мене, а јас не ја запишав. Мислам, нема да заборавам, ќе запомнам, ама сум заборавила. Ама многу се извинувам, нема да се повтори. Добро, Асуман, слободна си. Ти што мислиш дека правиш, Демет? А? Не можеш на овој начин да се однесуваш со моите вработени во мојата фирма, јасно ли ти е? Под мој покрив. Каква идеме грешката? Ако сакаш егото да си го задоволиш, оди на друго место. Ова овде е моја фирма. Ова е и моја фирма, Ферит Аслан.
ама ќе те научам јас. Сигурно си нервозен затоа што малечката ти дала отказ. Кутриот ти. Ај, фаташ, повторно си се надминала, девојка многу убаво излегло. Нели ма? Овој пат и мене многу ми се допадналја. Дури се прашувам дали да ти го дадам. Како да не? Не ти го давам, што ми го даде, веќе е мој сега. И како ќе правиме за плаќањето? Ама не се глупира Јаља, па ти го купи материјалот, ти немаш никаков долг. А работна рака, очите, што ќе биде со нив? Ти извади го првиот албум, стани позната, па после ќе ми се одолжиш. Тогаш значи дека ти никогаш не сакаш да земеш пари од мене, така? Ниту има некаков албум, ниту има сцена каде да настапиме. Аља, што стана со локалот на Денис? Локалот на Денис, јас решив веќе да не настапувам таму. Изгледа дека не е добра идеја по последните случувања. Разбирам. Така ви е тешка ситуацијата и на двајцата, ама и покрај се сте многу добри другари. Вие двајца се познавате многу долго време. Можете се да решите. Што би решило бегањето? Аља ти прави како што ти вели Назли, ама не прави тоа што таа прави. Фатош, Што се случи? Не гледај што тебе ти дава памет, самата отиде утрово и даде отказ. Како тоа? Од куќата на ти Ферит? не ја слушај. Ова е друго, нашата ситуација е сосема друга. Како друга, сосема иста. Таа работеше кај Денис, а ти кај Ферит. Се разбира, да. Ситуацијата е поинаква. Вие се познавате од порано, ама тие се двајца странци, нели вие? Ние со господин Ферит сме многу различни еден со друг. Искрено се мачев додека работев. А и какво искуство би добила во една лична кујна. Затоа одлучив да си ја пробам среќата во професионални кујни. Секако, Душо, тие сепак се познаваат порано. Ама вие двајца сте странци. Многу е понормално да се разберат тие. А всушност многу си одговарате вие. Мислам, кога реков одговарате и двајцата си ја сакате работата, дисциплинирани сте и двајцата добро се Не, работите. вака е подобро. И извини, ама ти каде ќе најдеш друга ваква работа? Фатош, кажи нешто. Не е подобро да не се мешаме, Аља. Сепак таа е толкава готвачка, нели? Сама ќе се одлучи за кариерата. Нема наситка на вашиот разговор. Јас одам да се спремам, да не го запоставувам повеќе курсот по јапонски. Многу е убав устанот. Љубов моја најголема. Хакан, Душо? Не знаев дека доаѓаш. Секако имам состанок со италијанците, зарем би пропуштил? Да, има, ама сигурно нема да сакаат да си на состанокот. Знам дека не ме сакаат, но јас сепак да се појавам малку да го изнервирам Ферит. Не може ли, а? Ќе ти кажам нешто, ајде иди ти со мене. Не, јас морам да одам дома, бидејќи вечерва доаѓа Булут. Да му ја подготвам собата. Господине Хакан, добре дојдовте. Добре те најдов, Асуман, како си? Добре сум, благодарам вие. Благодарам. Господјо Демет, излегувате? Излегувам, Асумам. Ако има било што, ќе ми се јавиш. Навистина, јас многу ве почитувам. Зошто? Иако никогаш не сте го почувствувале мајчинството, сепак се грижите за внукви. Голема пожртвуваност. Кој знае колку ќе се жртвувате за своето дете. Еве вака, некои жени се раѓаат со мајчински инстинкт. Јас мислам дека и господја Демет е една од нив. Кога ќе имате ваши деца, тие ќе бидат многу среќни. Сигурна сум. Таква е мојата жена. Убавице моја. Хакан, Душо, ајде немој да доцниш на состанокот. Добро, уред, ајде, јас одам. Се гледаме, Душо. Никогаш веќе да не ми викате во фирмава. Срамота е. Утре ќе се сретнеме повторно за да ги потпишеме договорите и потоа би сакал да ве поканам на мојата јахта за да направиме една мала прослава, ако не ви е проблем. Би биле среќни, едва и чекаме. Супер. Аривидерчи. Ариведерчи. Благодарение на овие состаноци ќе научам италијански. Чао, 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 чао. Здраво, добре дојдовте. Какан ондер. Јас сум еден од партнерите на оваа фирма, ама Ферит, зашто ме тераш да зборувам? Не знам ја италијански, ти знаеш, преведи. Sai, lui fa il lavoro domestico qua, si occupa di portare tè, caffè, eccetera, e come vedi molto amichevole, molto cordiale. Chiede se hai bisogno di una cosa. Не, благодариме. Ништо не ни треба.
Бонџорно. Велите бонџорно, а што рече? Што рече? Многу им било мило што те запознале. Ете ти, браќа мои, луѓе од Медитеранот, исти се како мене, топли луѓе, добро, а вие? Што вие вам, сосема сте пребредале, како со оцета сте се избиле? Во кој мотор од авионот ви влезе птица, момци, а? Хакан, имаме цел куп работа. Овие разговори прави ги по покерските маси со другарите. Добро, тогаш да зборуваме за нешто сериозно. Зошто состанокот траеше волку кратко? Јас да знаев ќе дојдев многу порано. Ако мислиш дека можеш да влегуваш на состаноците вака мафтајки со раце, многу се лажеш. Ферит Аслан, види има нешто што забораваш, да те подсетам. Јас сум еден од акционерите во оваа фирма. Во оваа фирма можеш да правиш онолку колку што јас дозволувам, Хакан. Не повеќе. Хакан, ти не си акционер во оваа фирма. Демет е акционер и ти затоа си тука. Не го заборавај тоа. А сега те молам, остави не да работиме. Немаме време да безделничиме како тебе. Назли, ти во последно време многу отсуствуваш од часовите. Жал ми е што го изгубив најамбициозниот ученик. Во право сте. Работа и курс истовремено беше многу тешко. Работата ми одзема повеќе време од што мислев. Ама веќе редовно ќе доаѓам. Дадов отказ. Назли, секој отказ се убав, ама после 3 дена ќе се покаеш. Што е ова, јапонска поговорка? Не, пред некој ден еден пријател ми ја кажа на една седенка. Назли, ти соземи се малку, одмори се малку, добро? Може би јас ќе ти најдам некаква работа. Каква работа? Еден мој пријател бара готвач што знае јапонски јадења. Има и друга работа. Чекај, пак ќе проверам. Ако се уште стои, јас ќе ти се јавам, добро? Ајде се гледаме. Се гледаме. Коничива. Денис, што бараш тука? Дојдов да го видам Цубаса, може би вечерва треба фудбал да играме. Ја добив информацијата. Си дала отказ, така си се посветила на јапонскиот. Да, рекоа спокојот е во јапонскиот. Многу ми беше тешко денес, истовремено и работа и курс, и сега ќе се отворат и училиштата и кога се ќе ми се изнасува. Остави го тоа сега. Да те киднапирам? Каде? Пицерија. Пица. Ми текна на една пица која би ти се допаднала. Извини, без тебе направив планови за јадење, ама булут ми го испи мозокот. Со булут ќе одите? Да, сега е кај баба му оди, кај сестра ми Демет и во меѓувреме ми рече да му ветам пица. Има една пицерија каде што редовно одиме, ќе дојдеш со нас? Чекај да размислам. Немам работа, немам ништо, подобар план, ич немам. Ајде да одиме. Само колата наваму е. И знаеш дека сум гладна? Господине Ферит, се јави нашиот возач и рече дека го земал булут од кај баба му. Пред да оди кај тетка му сакал да јаде пица заедно со господин Денис. Тоа ми рече. Добро, убаво. Добро би било јас да го видам пред да оди кај Демет. Вие навистина имате малку време, ама ако сакате одете и вие во пицеријата каде што постојано одиме. Така ли? Уф, бе, кога ќе додат овие пици? Јас многу сум гладен. Мисли на нешто друго, булут. Ако не мислиш на пицата, времето ќе ти помине побрзо. Што ви да мислам? Сега си првото дете кое на пат да влезе во историјата што размислува што да мисли и готово влезе. Ми текна. Војко ми. Ние со војко ми уште еднаш бевме дојдени тука. Јадовме пица со ананас. Уф, тука и пицата со ананас има многу убава. Вака од дозгора го ставаат и малку го потпекуваат, ама не гори, многу е вкусно. А ти кажи ми, докаде сте со училиште? Кога почнувате? И потоа јадовме сладолед. Уф, колку убав ден беше. Јас тогаш изедов 5 топки сладолед. Не грижи се, булут, војко ти пак ќе те донеса? Ама војко ми е постојано во фирмата. Само работи. Чичко ми не е таков. Чичко ми оди и веднаш се враќа. Постојано ни прави изненадување. Да, знам да изненадам некогаш. Војко ти е многу зафатен, многу работи и затоа. И назви многу работи. Замисли само, прво оди кај војко ми на работа, а потоа оди на курс по јапонски јазик. И потоа оди кај неја дом и прави јадење. Булут, јас сум сега послободна. Навистина ви? Заврши со курсот по јапонски? Јас не работам кај војко ти, излегов од таму.
Ама зошто? Було душо, рековме денес да не зборуваме за работа, да ја расположиме малку да назли, а? Што велиш? Ама ова не се смета за работа. И Назви и Војко ми многу добро се служуваа. Тие се другари. Што ќе биде сега? Ова е многу лошо. Ништо нема да биде Булут. Јас ќе продолжам да се гледам со тебе. Јас постојано си сонував дека еден ден ќе се вратиме во куќата на Војко ми. И потоа таму Назви, јас и Војко ми си велев дека сите заедно ќе бидеме среќни. Ама сега ми се сруша сите соништа. Добро не е да толку може да сонуваш и за други работи. Види го. Сонце мое, Вујче? што правиш ти? Добре дојде. Добро ве најдов. Господи Цигбал ми рече дека вие двајца сте тука, не знаев дека и Назли е овде, се изненадив. Изненадуваме периодов. И пицата дојде. Ајде, земи. Ова досие е за господин Енгин. Што е ова? Тој сакаше да се направи една проверка во врска со господица Асуман. Тука е се во врска со неа. Добро, во моментов е на ручек, нека дојде, ќе му го дадам. Благодарам. Молам. Назви, како е на јапонски пица? Исто, пица. Многу било лесно. Тогаш и јас ќе научам. Всушност и не е толку лесно, ама кога ќе порасне ќе ти биде јасно. Назви, ти знаеш ли да правиш пица? Па знам да направам, ама не сум сигурна дали би била волку убава. Не ми е специјалност. Тогаш кога би направил еден ден и да едеме дома ке Војко ми. Пардон, заборавив. Ти си напуштила, не ли? Да, Булут, за жал Назли напушти работа. А зошто напушти? Не знам, праша не ако сакаш. Булут душо, возрастните понекогаш донесуваат такви одлуки. Напуштаат една работа, почнуваат друга, за да добијат искуство. Сега друга работа веќе работиш? Нема. Се уште не одлучив такво нешто. Ама што не почнуваш друга работа, тогаш зошто напушти? И ова ќе го сватиш подобро кога ќе пораснеш, Булут душо. Мене многу ми се здосади. Ништо не ве разбирам што зборувате. Ке се јадам пицата. Понекогаш и ние не разбираме, Булут. Кога ќе пораснеш, ништо посебно не се менува. Човекот многу често е неразбирливо суштество. Суштество ви? Нешто слично како зомби ви? Оваа тема тебе ти ја препуштам денес. Јас морам да одам. Ме чека работа во фирмата. Да, зомби. Имаше еден филм за зомби, инако јас ќе средам остави. Нема га, јас ќе средам. Задржите го кусарот. Хајде се гледаме. Зошто прави вакви работи, не разбирам. Кога ќе пораснеш ќе разбереш, Чичо. Види го ти него. Ова однеси го Асуман, она однеси го Асуман. Стажан сум, не сум роб, бе. Синото пенкало. Божем, не може да се потпише со друго пенкало. Асуман, Господи Сигбал, што правите? ти што бараш во мојата фиока? Ама пред 2 минути ме рековте да ви го донесам синото пенкало, а него го барам. Добро, јас го најдов. Ми се сокрило во досието. Можеш да излезеш. Како помина пица забавата? Добро. Малку се подруживме со Булут. Ферит, не ти кажувам, ама не можам повеќе. Овој хакан почна многу да се мотка околу нозе. Ако сакаш да преземам некои мерки. Како вид на мерки? Например, да не го примаме во фирмава. Знаеш, само Демет има такво законско право. Ќе ја среда таа работа, Енген. Демет ќе го пријави Хакан како незин помошник и готово. Батали остави го нека шета наоколу. Не рекле Бадијала, пријателот нека ти биде блиску, а непријателот уште поблиску. Господине Енгин,
Колегите ја направиле проверката што сте ја барале. Целото минато на Асуман е во ова досие. Јас им побарав да проверат. Благодарам. Дај ми го малку. Уф бе, назви многу се најадов. Назви, а што значи тоа јадев како стока? Леле господе, Булут, тоа е за срамота. Каде го научи ти ова? Тете Хакан, после секој јадење вели јадев како стока. Хакан. Булут, душо, ти никако не го земе тетен ти Хакан за пример. Ако сакаш земи го вујко ти, земи го чичко ти, ама тетен ти Хакан не, добра? Добро, јас тогаш одам да се поиграм малку. Ајде, трчај. Хакан е, каков кошмар. И, како ти оди без работа? Задоволна од животот? За сега оди одлично. Па види, со часови седиме тука. Никој не ме побара, нема ни едно место каде треба да стасам, не се грижам што ќе правам утре. Нормално, нема постојано да биде вака. И мене годините така ми поминаа. Сега не постојано така. За вечер имаш некој план? За вечерва имам фантастични планови. Девојките ми бараа ќофтиња од леќа. Ќе одам дома да им направам. И за да биде полудо, ќе сварам чај за сон. Тоа можеш секогаш да го правиш, ама, например, не можеш секоја ноќ да танцуваш. Денис, искрено кажано, не верувам дека многу ќе ме недостига. Би можела да го почувствуваш длабоко во себе. Таков е танцот, знаеш. Вечерва ќе направиме една организација. Не е нешто премногу големо и нема да биде многу гужва. Што велиш? Да не инсистираме, не го умеам тоа. Никој од тебе не очекува кој знае каков перформанс. А и од мене сигурно подобро танцуваш. Што велиш, а? Добро, може. Емки ги согориме пициве. Асуман речиси била ангел. Со сите стои добро. Не е регистрирана во полиција, семејството е безпрекорно. Тогаш да си ја гледаме работата. Да видиме за ова со тендерот, да ја прегледаме понудата. Што ли бараше во станица? Може навистина е неважна работа. Може ја донеле само како сведок за нешто, не знам. Ферит, види, тоа се официјални информации. Дали да му кажеме на Тахир и тој да провери? Јас веќе одам на го задолжив Тахир. Проверува. Ќе ми јави ако најде нешто. Хајде дојди, да ја видиме понудава. Ја проверив, јас ја проверив. Ги погледна овие, види ја последната страна. Во оваа последна страна има нешто што ми мати ум. Види го ова. Женава навистина е одлична. Да? И убава. Многу се добри. Нели? Да, повелете да видиме. Ај ти порасна па ми го направи ова. Да, на здравие нека ти е. Ти Ќе благодарам. се видиме. И уште колку ќе гледаш? Гледањето било најдобар начин на учење. А јас доцна научив да танцувам, значи ќе треба да гледам неколку месеци. Навистина нема зошто да се срамиш и онака е празно место. Сватив готово. Песната не ти се допаѓа. Да ја сменам и веднаш доаѓам. Денис, Здраво. Добро вечер, господице. Каде отиде Денис? Ла. О, ова е многу убаво место. Нели љубов, а? Погледни како се забавуваат луѓето. Ти како си назли, душо? одлично сум. Благодарение на вас. Не можам да грешам, душа. Фотографиите и лажните обвинувања што ги расфрлавте низ судницата ми го обоија животот. Срам да ми ема Назли, навистина многу се извинувам со сета моја искреност. Бога ми велам дека тоа е малку и заслуга на адвокатите. Вака замисли си, се е оправдано ако сакаш да го добиеш рочиштето и судскиот процес. Ова е токму тоа. Те молам, не го сваќај ова како постапка направена лично кон тебе. Овие докази се презентирани само на суд. Замисли, ниту една фотографија не дојде до печатот. Значи, за да ја разбереш мојата добра намера. Секако. Добрата намера и искреноста е беља на глава, нели? Многу чудно. Знаете, му ги врзува нозете на човек. Ама многу е нормално вие вака да чувствувате, бидејќи никогаш не се ги валкате рацете со гнасни работи. Ги користите таквите како Асуман и се тргате настрана. Јас не побарав вакво нешто од Асуман. Асуман самата сакаше да помогне. Исто така, Денис душа?
Нарно нека е. Кога го оставивте булут не ми рековте дека ќе доаѓате овде. Да, оправо си, булут заспа и сестра тихо нема видено место и реков да излеземе да смениме малку и жими Бога не сажаливме. Нека ти е со среќа, Денис, многу убав локал. Благодарам. Љубов, јас да земам пијалок и доаѓам, добро? Знам дека ситуацијата не ти се допаѓа. А и во главата глупости ти се вртат. И мене исто признавам. Ама ако танцуваме, можеби ќе се разбистриме. Мислиш дека ќе помогне? Мислам ќе помогне малку. Хајде да се обидеме. Секое место е подобро од тука. Спремен ли си? Се разбира. А ти? Не. Љубов, Ти благодарам. у твоја чест. За брат ми. Добро. Ти благодарам за информациите, Тахир. Да не беше ти, немаше да дојдам до нив. Ако сакате, можам да дојдам до уште подетални информации во врска со Асуман. Со кого се гледа, каде оди. Не, нема потреба. Откако го дознав ова, нема потреба од повеќе. Ај не верувам дека би се осмелила на нешто повеќе од ова. Добро. Ако не ви треба друго. Не, Тахир, благодарам. Добра ноќ. Добра ноќ. Мола Менгин. Како тоа? Кој рече? Што бора назли со нив, бе? Многу е убаво, се забавуваме. Мојот перформанс до тука. Да, и јас едва и дишам. Ти да не вежбаш с Кришна, можеби? Не, мојот професор е многу добар. Тоа е затоа што си одличен ученик, и да знаеш дека танцувањето ти прилега на вистина. Да не е затоа што сум малечка, нели твоите раце и нозе се многу долги? Искрено мислам дека нема врска со тоа. Многу се извинувам. Повелете. Дај ми ги. Господице Фатош, ќе ми ја подарите ли оваа салса мене? Ај, не знам дали би умела. Воопшто не се сомневам. Ти што и да допреш го правиш најубаво. Мерси, па ајде тогаш. Фатош, Молам. за маса 14. О, пардон. Енген, прости ми те молам, јас вечерва работам, малку ќе биде тешко да танцувам. Немој. Кога си ти зафатена тука воопшто не е забавно. Тогаш јас да си одам. Повторно ти се извинувам, да се слушнеме утре, добро? Може? Ајде, бај. Бато Денис, миксерот пак се расипа и го нема ни мајсторот. Може да видиш? Да погледнам и доаѓам веднаш. Вежбам чекори. Добро вечер. Добра вечер. Ќе дојдеш малку надвор? Сакам да разговарам со тебе. Го чекам Денис. Важно е.
Да одиме одзади. Денес очекував објаснување од тебе, ама мислам дека ако не те прашам, немаш намера ништо да кажеш. Зошто даде отказ, Назли? Зошто па на таков начин? Пишувајќи и само една порака. Без да дадеш било какво објаснување, без да кажеш било што. Не мислам дека го заслужив тоа. Во право сте. Не требаше така да направам. Немаш храброст в лице да ме погледнеш. Не сакав да биде вака. Толку ли? Толку. Немам никаков друг одговор. Сакам на поинаков начин да продолжам со животот и дадов отказ. Прифатете го тоа. Назли, давајќи отказ можеш да избегаш само правење јадење. Од мене не можеш да избегаш. Нема такво нешто. Предпоставив дека нема да добијам одговор. Па добро што ја испитав работава. Како тоа? Што сте питале? Кога ти не ми даваш никакво објаснување, решив да го најдам сам одговорот. Помислив дека има некаква причина за да си заминеш така наеднаш. Добро што најдовте? Кога ја тргнав завесата на мистеријата, една личност ми се појави. Кој? Асуман. Само малку. И сега вие се дознавте? Да, Назли. Ја проверив Асуман и дознав што направил. Дознавте? Дознав, да. Зошто сте тогаш волку смирени? Па Асуман е се уште млада. Да, може би направил една голема грешка, ама мислам дека тоа ја научила на една потребна лекција. Во моментов и добро оди со стажирањето во фирмата, па... Значи се е завршено. Темата е затворена. Една обична случка на кражба, Назли. И онако оштетената страна не ја тужела. Подобро ќе беше тој ден да ми кажеше во станицата. Кражбата. Мислам дека Асуман и порано има вакво минато. Вие навистина мислите дека јас дадов отказ поради таа случка? Ако не е тоа што е. Имам едно прашање и чекам еден одговор. Зошто даде отказ? Не ме прашувајте веќе ништо. Назли, чекам само еден одговор. Не одам додека не добијам одговор. Јасно ли ти? Ви кажав, немам одговор за вас. Назли, меѓу нас има... Господине Ферит, меѓу нас не се случи ништо. И нема ни да се случи. Јас само ја напуштив работата. И не морам да ви давам никакво објаснување. Прифатете го ова. Назли, што ти рече? Едно исто. А ти што му рече? Фатош, знаеш веќе што сум му рекла. Одинаед нема да престанеш да се обвинуваш себе си. Во право си. А зошто јас се обвинувам себе си? Бидејќи не започна благодарение на мене со влегувањето на проклетата Асуман во таа куќа и сликањето на тие фотографии. Фатош, внукот на човекот поради Асуман и мојата поддршка е со луѓе кои воопшто не ги сака. Истите луѓе влегоа дури во фирмата на човекот. Сушно знаеш што би сакала да му кажам? Одете си пред да дознаете се и да ме замразите. Ама не можев. Не можам да му кажам ништо што треба да му кажам. Немој, ма. Се кажува ли такво нешто? Добро, што не си кажала. Многу сум изморена, Фатош. Ќе земам чантата и ќе одам. Се гледаме дома. Добро, мила. Назли, се случи нешто? Ме праша дали сум сигурна во врска со отказот. Му реков сигурна сум. Може би сака да најде друг на тоа место, па сака дециден одговор. Може би.
Денис, јас сум многу изморена, си одам дома. Јас ќе те однесам, застани. Нема потреба, газдите седат во локалот. Добро, барем до врата тогаш. Не се занимавај со никој стави. Како беше едно напред? А не. Дадо, сакаш уште омивчиња? Молам? Сакаш уште омивчиња? Не, душа ти благодарам. Ама дадо, Што е? Бато Денис многу ти се извинувал. И сакал повторно да наштапуваш на сцена. А каде е тој бато Денис? Онаму. Добро, ти благодарам, душа. Не се договоривме вака, не требаше да ти каже каде сум, требаше изненадување да биде, ама... Очигледно пазарењето е тешко ви поминало. Да. Мислев дека ќе поминам со 2 пакетчиња, ама поскапеле специјалните нарачки. Вчера не сте дошле на проба. Не дојдовме. Уште не им кажав на момчињето, им реков дека ми е фатан гласот. Ајло те молам. Земи ја групата и вратете се во локалот. Денис, ова воопшто не е добра идеја. Види, знам дека многу те повредив. Ти се извинувам. Ај, тоа таму не е само мој локал, тоа е твој локал, ваш, тоа е локал на сите нас. Тој локал само заедно со тебе има значење за мене. Јас сакам тебе да те слушам таму. Публиката те сака, луѓето. Не си го прави ова, те молам. Немој да го отфрлаш твојот и нашиот труд. Ти да не сакаш може би покачување, а ова се тие финти на солистите за кои што зборуваат. Добро, ќе покачиме. Името ќе ти биде прво на плакатот, на вратата од гардеробата ќе има огромна звезда и под неја ќе има ајла, дури и позлатен тоалет ќе направам во гардеробата. Јас, како крал на ноќните клубови, си ја барам солистката назад. Види, Ајла, ако не се вратиш, ќе си пукам сам во колено, јасно? Навистина е тешко да ти се каже не. Тогаш договорени сме? Се договоривме. И првата исплата аванс ја правам со шамивчиња, повели. Многу добар аванс. Епа, малку скромен, ама. Господин Стигбал, добро утро. Кажете на чистачката веднаш да испразни работната маса во кујната, ве молам. Да биде сосем чиста. Значи тегли, не сакам ништо да бидам на неа. Кратко речено, да биде како порано, во ред? Добро, благодарам. Повелете. Благодарам, Фатош. На здравје, нека ти е малечка. Ај, жи Бога, ми фалело едно вакво долго појадување. Ај, на здравје, нека ти е миличка. Нарно нека е. Јас ќе видам. Тарик, добре дојде. Добро ве најдов. Ајде влези. Да не ве задржувам. Фатош, Тарик дојде. Дома е? Тарик? Како си ти? Добар ти? Добра сум. За тебе дојдов. Ова ти го испрати господин Ферит. Што е ова? Тоа е еден договор
Во него имало некоја клаузула, не можеш да ја напуштиш работата. А ако ја напуштиш, ќе платиш голема сума за надомест. Така рече. Да. Види го ти Ферит Аслан бе. Веднаш почна со притисоци. Каде е тој сега? Во фирмата? Ќе ме однесеш до фирмата? Ќе те однесам. Назли, мила, што ќе правиш? Обесправен готвач против бездушен газда. Ќе му ставам крај на ова. Браво, ма. Ајде, Тарик. Доаѓам. Се гледаме. Се гледаме. Значи и море има и сонце има, така е, па супер. Што ти треба повеќе? Дува ли многу таму? Па добро. Се разбира, морам да бегам во природа. Па и доматите ми се од градина, да. Не, тоа веќе не го викаме органско. Органско веќе изгуби значење. Сега природно го викаме. Добро, ќе се чуеме повторно. Благодарам. Ајде, чао, чао. Господице Назмие, ова не е автобуска станица. Од тука не можете да поминувате како што ќе ви текне. Така убаво ќе поминам. Господице Назмие, ова не е автобуска станица. Убаво ќе поминам. Треба да зборувам со господин Ферит. Дозволете ми, господице Игбал. Што треба да значи ова? Господине Ферит. Во ред, господице Игбал. Господа, ќе ни дозволите ли? Што се обидувате да направите? Ми должите објаснување во врска со ова. А не до толку. Не гледам ситуација за која треба да дадам објаснување. Се е напишано во договорот. Не може со сила да ме терате да работам, господине Ферит, немате право. Не те терам со сила. Ако не сакаш, не работи. Ама тогаш ќе бидеш принудена да го платиш на доместот наведено во договорот. А ако не се лажам, тоа е... Чекай малку само. Да, 100.000 лири. Не се лажете. И ако не се лажам, сме подпишале договор на 1 година. Ако напуштите работа пред овој рок, тогаш штапува на сила клузата за А нас. зошто јас не се сеќавам дека сме зборувале за такво нешто? Назли, ова е стандарден договор. Ова го правиме со сите наши вработени. Ова го правиме со сите. Ти сигурно не очекуваше дека ќе зборуваме за некоја посебна клаузула. Ама ти сигурно не си го ни прочитала договорот. Да, сум направила голема грешка. Вие во моментов буквално се обидувате да ми се одмаздите. Не, само те подсетувам на твоите одговорности. Принудувајќи ме. Назли, јас не те принудувам. Ова е неделно мени. За вечера дома сакам домашни макарони со сос од ракчиња. Сигурно не мислите дека денес ќе почнам со работа. Епа, договорот така вели. Всушност ти требаше вчера да почнеш, ама го толерирам тоа. Нема да преземам ништо во врска со тоа. Ќе сметам дека си зела слободен ден. Колку сте добронамерни, господине Ферит. Благодарам, Назли. Да нема некој друг проблем? Има ли поголем проблем од вас? Од сите што ги познавам во мојот живот, вие сте... Ова, Назли, сум запишал и... не сум запишал. Да нема боселек во макароните. Не сакам боселек. Ке нема. Ке нема. Ке се смириш во кујната. Фатош, здраво. Сакав да изненадам Назли, па задржи ја дома додека да дојдам. Што? А договор има подпишано или... Како бе тоа? И сега надомест бара, не разбирам. Се раскранал. Значи сакаш војна. Ке се бориме. Имам доволно амуниција. Демет, кажи брзо што сакаш да кажеш, ајде. Ферит, навистина многу ме интересира што се случува помеѓу тебе и Назли.
Вчера една катастрофа, денес друга. Не дала отказ, не се вратила назад на работа. Што се случува на вистина? Ти најсериозно мислиш дека за ова ќе разговарам со тебе? Ова е помеѓу мене и Назли. Значи не одрекуваш дека нешто се случува. Демет, ќе ми дозволиш ли? Имам многу работа. Добро. Во ред. Јас и онака имам многу поважни работи кои сакам да ги зборувам. Ферит, јас како партнер со акции во фирмава сакам да бидам директор за односи со јавност. Знам дека таа работа после Зејнеп се води преку полномошно. Не е возможно. Види, Ферит, сакам во фирмава да покажам некаков квалитет. Не дојдов тука да тепам време. Јас сум деловна жена. Ќе ти најдеме нешто да се занимаваш во фирмава, ама не може позицијата на Зенеп. Зошто? Зошто да не може? Јас и Зејнеп одевме на ист факултет, имаме исто образование. Исто така имам искуство кое го заработив во фирмата. Демет, не може. А сега извини. Добро. Ова барање ќе го предадам на управниот одбор. Дај го. Лири. Што 100.000 лири? Знаеш ли колку илјади се тоа, а? Кој си ти, пријателе? Кој си, а? Кој си? Зарем јас не знам да зборувам на јазикот на кој ти зборуваш? Јас се викам Назмие, Назмие, Назмие. Ја познаваш ли ти баба ми, а? Назмие, здраво. Денис? Со кого зборуваш? Со тестото за макарони. Многу се измесило. И што вели тестото? Не одговара. Ти добра си? Кој ти кажа? Фатош се разбира. Од сега веќе ништо не потпишувам пред да го прочитам. Нема да речам што ќе биде, ова е големо искуство за мене. Значи пропаѓа планот за пикник. Денис, многу се извинувам. Јас тоа сосема го заборавив. Не гледај така, имам подобра идеја. Нема подобро во Истанбул. Чист воздух, многу храна, преубав поглед на Босфор. И потпишување договор без да прочиташ имало и убави страни. И што ќе биде после ова сега? Според договорот уште 1 месец сум тука, ама планирам да бидам избркана пред тоа. Да те киднапирам? Каде? На било кое место каде што нема да не најде. На место што лошиот крал не го знае. Во некоја колиба покрај море, например. Не ни прашувам кој е лошиот крал. Во овој случај, за жал... Тоа го знае. Така е научен. Така е воспитан. Не знае како ќе продолжи со животот ако излезе надвор од правилата. Правилата се негова безбедна територија. Добро, да, но овие правила тебе ти штетат, Назли. Свесна си за ова, нели? Денес можно ли е да не си свесен? Ама ако треба да се разбере суштината на работава? Јас ќе го платам на доместот. Што? На доместот јас ќе го платам. И така, нема да си приморана да работиш овде. Денес, што зборуваш? Воопшто нема потреба од вакво нешто. Назли, јас сум сериозен. Тука нема ништо. Ако не сакаш, не мора ни минутка да седиш овде, разбираш? Денис никогаш не би прифатила, а и ова би ви ги расипало односите со господин Ферит. И онака ни се расипани. Зошто? Овие правила и мене почнаа да ме вознемируваат. Раководи со туѓ живот за да го среди својот живот, а тоа не е добро. И не можам да го поднесам. Во ред денес си дошла овде, ама утре не мора да доаѓаш. Мислам, ако не сакаш, не си приморана ништо со сила да правиш. Велам да размислиш малку.
Ало, Енген? Фатош, здраво, како е? Добро е, бе, имам нешто на рацеве, па те ставив на спикер. Што правиш ти? Добар сум јас, подработувам малку. Малку ми е досадно, па велам да организираме нешто вечерва. Работиш ти оваа вечер? Да, работам, ама вечерва ќе излезам порано. Дојди ако сакаш. Епа, да дојдам, ама после да не биде како минатата вечер. Не, нема да биде. Ти тогаш дојди таму кај нас, се гледаме вечерва, ајде. Добро, во ред, ќе дојдам тогаш. Се гледаме, бај. Ај, не е убав сега Лаков. Ајде да почнеме. Мола, Мајуми. Здраво, Назлие. Како си, што правиш? Добро сум, работам. Ти како си? И јас сум добра. Добро, кога ќе завршиш со работа? Скоро сум готова. Имам уште некои ситници. Одлично. Тогаш сега ќе ти испратам една адреса по порака. Штом завршиш со работа, веднаш дојди таму, добро? Зошто, што се случи? Не прашувај ништо, прави што ти велам. Имам изненадување за тебе. Ајде те чекам. Изненадување? Добро утро на сите. Добро утро. Добре дојдовте. Добро, брат, како сте? Да ве прашам нешто. Слушнав дека сте си отишле. Не ме плашете вака, бе, братче, нема потреба. Ајде, шо, од каде излезе тоа? Јас им кажав на сите, гласот не ми беше во ред. Денис не е овде? Не, уште не е тука. Добро, благодарам. Што бараме тука? Ова беше место на двајца партнери, Али и Мехмет, мои пријатели. Додуша од различни сектори, ама сакаат да отворат ресторан. Нормално не се разбираа ни во менаџирањето, ни во јадењето. Донесоа неколку готвачи, ама не успеа. Ете, затворија, не им одеше. Како и да е, сега на Мехмет му се потребни пари и сака да го продаде својот дел. Ти ќе го купиш? Не. Ние ќе го купиме. Ние двете. Како тоа? Јас се разбирам во менаџирање, ама воопшто не се разбирам од кујна, а и не можам целото време да го посветам тука. Назли, мене ми е потребен партнер кому ќе можам да му верувам. Јас сакам со тебе да влезам во оваа работа, нормално ако и ти сакаш. Ова е одлична шанса. Да, ако најдеме по 300.000 лири по човек, готова е работава. 300.000 лири? Добро, од каде да најдам толку пари? Не грижи се. Јас ја направив пресметката, ќе земеме кредит од банка, покажувајќи го ресторанот како гаранција. Во првите 2 месеци ќе го разработиме ова. Ако повлечеш толкава сума, тогаш ратите за ова ќе бидат многу големи. Јас го знам прометот тука во најлошиот период, Назли. Ние ќе заработуваме доволно за да ги отплаќаме ратите. Ти само кажи да на партнерството. Ама има еден проблем. На Мехмет му се брза. Всушност има и понуди, ама мене ми даде предност. Ние треба веднаш да го подпишеме договорот и тоа во овие ден-два. Јас за волку голема инвестиција не можам да донесам одлука за ден-два, а и во моментов имам проблем со местото каде што работам. Не можам да ја напуштам работата. Ме врзува договорот што го потпишав. Не можеш ли веднаш да го напуштиш? Што ти пишува во договорот? Ако се обидам да напуштам, треба да платам 100.000 надомест. Ова значи не 300, туку треба да земам 400.000 лири кредит. Да, ова ќе почне малку и да отежнува. Не можеш ли поинаку да средиш? Не можам. Газдата ми е многу суров човек. Ама Мехмет не може толку да ме чека. Добре дојдовте, господине Ферит. Се надевам ви се допаѓа изненадувањето. Во фрижидерот ви е спремен ладен чај.
Измешајте го пред да се напиете. Слоевите на јаболкото паѓаат на дното. Според 48 клаузула ставка 6 во мојата работна територија не може да се допираат моите материјали, дури и не може да им се менува местото. Не го стегај капакот. Секако дека се со Боселик. Фатош, толку убаво место беше што во моментот кога влегов низ врата помислив на она. Нели како деца зборувавме, мечтаевме. Како никој да не ги слушнал разговорите. Ах, мила моја Назли, колку си се возбудила, мила моја другарке. Асума, ние кога бевме мали, постојано мечтаевме, а таа мечтаеше дека кога ќе порасне ќе отвори ресторан. Душо, сите ние мечтаеме. Јас, например, сакам да одам во Њу Јорк. Ама можам ли? Не можам. Камо да отидеш? Толку многу сакам да ти се оствари сонот, па потоа да останеш таму, да не се вратиш. Добро, не ми ги уништувајте мечтите за да си префрлате една на друга. И онака нема да се случи. Ова е само сон, обично мечтање. Ако, Назли, надежда е храна на сиромавите. Миличка, нели ние се договоривме дека овој збор нема да се употребува? Што е сега? Ај, што знам, го кажувам кога му е место. Всушност, ако погледнеме вака, од една страна господин Ферит, а од друга страна Денис, остварувањето на овој сон на сестра ми зависи од една молба. Зарем Ферит би прифатил вакво нешто? Другарка ми ја направи робинка во неговата куќа. Слушај ваму, Асуман. Ниту Ферит, ниту Денис нема да знаат за работава со ресторанот. Нас не ни се потребни ничии пари. Ме слушна ли? Ај, пардон, зарем јас сум единствениот човек овде? И ти слушна, Фатош, душо? Слушнав, Назли, разбрав. И јас се разбрав. Дај Боже. Не, тато, навистина ништо не ни е потребно. Да ви беше потребно, веќе одамна ќе се јавевте. Срам да ти е, тато. Зарем само кога ни треба нешто ве бараме. Многу бевме зафатени, затоа не се јавивме. Да, и Фатош почна да работи парт-тајм. И Асуман почна да стажира. Ама ќе зема плата. И затоа многу не е полесно, фала му на Бога. Знаете што зборувам постојано, немојте никому да се задолжувате, никому во животот да не бидете должни. Како да не знам, тато? Ти не порасна со овие совети. И пред да дојдеме тука 100 пати ни повтори. Што и прв пат ви кажувам, немојте за ништо да позајмувате пари од било кој. Ако сте во тесно, јавете ми се. Нема да земеме, тато, не грижи се. Поздрави ја мама, ќе ја барам. Се слушаме? Боже, Боже, на човеков како да му се сонило. Твоите добро почнаа сезонава, брзо влегува. Галатасарај. Да, ама многу поважно од тоа како ја почна е како ќе ја завршат. Да видиме на крај на сезона кој ќе биде шампион, па да зборуваме, а? Се разбира, ние ќе бидеме, бешиктеш. Сигурен си? Сигурен сум, ти не си? И јас сум сигурен. Убаво е да си сигурен. Нормално не е лесно да си шампион, има целтон од превари, па има повреди, казнети, има изненадувачки краеви. Ќе гледаме, па ќе видиме. Велиш уште многу крв, пот и солзи ќе потечат, а? Во права си. Што мислиш во врска со Назли? Како тоа? Вака. Назли ти дава отказ, ама ти заради договорот ја враќаш назад. Зошто направи вакво нешто? Го направив тоа што беше потребно. Назли има своји одговорности, не може да оди кога ќе текне. Добро, но не зборуваме за некој директор од фирмата, зборуваме за домашната готвачка како дел од семејство ние, така ли? Јас животот не го делам на дома и на работа, Денис. Јас имам одредени принципи. Ако на некој договор ставаш подпис, мора да го почитуваш. Јас само на тоа ја подсетив, Назли.
Да и кажеше на господица Игбал за еден час ќе ти најдеше 20 готвачи. Да, ќе ми најдеш, ама немаше да најде талентирана како Назли. На господица Игбал е потребно време. И за тоа време Назли ќе продолжи да работи. А за кратко може да се предомисли. А некој нов, значи нови потешкоти, а добра, лоша со Назли имаме комуникација. Добра, лоша. Девојката сака да си оди, а ти не ја дозволуваш. Тука не гледам ништо добро, само лоша комуникација, Ферит. А тебе што ти лежи на срце? Што сакаш да кажеш? Кажи ми отворено. Па еве отворено ти кажувам. Ниту Назли, ниту било кој друг не можеш со сила да задржиш до тебе. Немаш право да го правиш тоа. Ако не сака да работи, не сака. Готово е. Толку е. Денис, јас и ти сме како браќа, ама сосема различни луѓе сме. Не сакам да ми судиш за одлуките. Јас ќе го платам на доместот за Назли. Знае ли Назли за ова нешто? Добра, прифати ли? Зборувавме и реков да размисли малку. Утре пак ќе зборуваме. Ако прифати, утре имаш пари на сметка. Добра, во кое својство го правиш ова? Како незин другар или како... Како некој кој верува дека ова е правилно нешто. Мислам дека неправилно е да не се мешаш во оваа работа. Тоа што се случува меѓу мене и Назли. Велам да оставиме за тоа Назли да одлучи. Треба во локалот да одам, ти благодарам за кафето. Се гледаме, чао. Се гледаме. Што е ова? Леле, погледни ме каква сум. Господе Боже, многу сум грда. Не се глупи, Фатош, многу убаво си излегла. Всушност погледни ме мене. Устата на едната страна, носот на другата. Ај, многу лошо изгледаме, Тарик. Никој не смее да ги види фотографиите. И родителите да не видат, не би се израдувале. Види колку сме грди. Овие фотографии ќе останат тајна меѓу нас во ред? Сигурно види. Особено оваа фотографија ќе остане меѓу нас. Мора да е така. Многу лошо. Тарик, овие фотографии ќе бидат наша тајна, добро? Гледај ме во очи и вети ми. Добро. Фатош? Те гледам во очи и ти ветувам до крајот на животот. Добро, договорено. Здраво? Здраво. Што е? Не. Ништо. Што се смеевте така? Онака на ништо не се смееме. Да видам што криеш таму ти. Чекај, Ајде, не прави немој да вакви криеш, дај да глупости, видам Асуман. што е тоа. Слушај, Дај да видам Асуман, не како прави. тајна. Дај! Асуман, Еј, Асуман, ти овие фотографии не ги виде, добро? Не дај Боже ќе и текне да ги сподели по социјалните мрежи. немој Асуман. Мора да останат како тајна. Али, Тарик, јас не очекував дека ќе бидеш толку брз. Јас... Брз ли? Каква врска има со брзина? Здраво. Здраво. Ај, Тарик и Фатош се венчале. Што? Што? Ало, Илкер, како си? И јас сум добро. Вечерва нема да дојдам таму. И онака е се подготвено, погрижете се вие. Ќе можете да средите, нели? Добро, ако треба нешто барајме. Ајде, се гледаме, чао. Не сакавме да ги скриеме затоа што сме лошо излезени на фотографиите. Инаку зошто? Ова е венчавка на мои пријатели, ние сме сведоци. И Да. А Тарик, навистина си во право. И јас кога би излегла волку лошо, јас би сакала да ги скријам. Јас би рекла, добар избор. да, Од овде можеме да заклучиме прво, да не ја верувате на Асуман, а второ, јас се уште сум немажена. Добро, мило ми е.
Секако тоа не значи дека уште долго време ќе бидам немажена. Се разбира, Мила, и онага кај нас пред вратата се прават редици, доктори, инженери, научници, сите доаѓаат за Фатош. Научниците можеби доаѓаат за тебе, Асуман. Можеби ќе прават тестови на тебе. Како и да е, не планирам сега да изгубам од пристојноста. Аља, душо, ти вечерва не настапуваш? Ќе настапувам. Дури и вечерва ќе пеам за сите намажени и неженети. Одам да се подготвам. Добро, и јас да се вратам на работа. Да не се опуштам затоа што газдата не е тука, нели? Тарик, душа, добро би било да забрзаш малку затоа што девојката ќе ни избега од раце, да не биде дека не сум ти кажала. Леле бе, Асуман. Да се напиеме нешто, а? Каде е нашиот келнер? Братче, сега што ќе пиете? Молам, Манами. За жал нема никаква промена. Те молам, немој поради мене да губиш време. Слободно снајди се. Може, ако се случи некаква промена, ќе те известам. Се гледаме. Милина, таза лепче. Вела да не јадеме леп, ама јадеме. Што да правиме? Назли, Мила? Знам дека си малку тажна затоа што ја изгуби животната шанса, ама... Што објаснуваш, Фатош? Јас изгледа во празно зборувам. Охо, злетала ова. Дадо, ако ти си уште тагуваш за ресторанот? Тагувам, Асуман, и што ќе правиш? Да немаш скриено златнице некаде, да не знам. Тагуваш, но... Оваа расејаност не е таква расејаност. А каква расејаност сакаш да е? Ајде, немој да ме мафташ. Се дотерала, се средила, може би Ферит се уште не излегол од дома, па ќе се видите, а? Ако не е заради тоа, дојдете и плукнете ми. Каква врска има, Фатош? Човекот го врати времето на робовите. На мене го тестира. Фатош, таа денес цел час помина правејќи ја косата. Секако, душо, и фустанот е нов. А го комплетирала и со накитот. Нели, Назли? Ке продолжите да ме озборувате како да не сум тука? Нема нешто такво. Добро, може би фустанот е нов, но само онака. Не е возможно да сме заедно. Вие не сте свесни колку е сериозна ситуацијата. Зашто и да се фатиме се расипува врскава? Тој што направи? Го стави пред мене договорот за 100.000 лири надомест. И ме врати како попче назад. Врската треба да биде рамноправна. Човекот е милиардер. Меѓу нас нема провалија, туку има океани. Живееме во различни галаксии. А вие уште дрдорите. Немојте така да се гледате. Мислете што сакате. Да појадувам и ќе одам. Не можам да се расправам.
Добро утро. Добро утро. Собрани се сите пораки. Чистачката средила. Не е проблем. Не грижете се, имам уште. Пак ќе напишам. Дури ако имате некој состанок кој ви е страв да не го заборавите, кажете ми, ќе го запишам и него. Инако ви се допаднаа макароните? Знаејќи дека ги сакате такви, ги направив со многу босилек. Забележав, Назли. Господине Ферит, ако имате некаква поплака или ако не сте задоволен од мене, можете да ми избркате. Можам да се справам со тоа. Сега се ќе правиш за да ти избркам. Зошто? Во договорот да нема члени во врска со ова. Член 23, според став 1, никако не може да се обидува да биде избркан. Ако се обиде, ќе плати уште 100.000 лири надомест. Вие во вашиот живот се сте загарантирале со вакви договори, нели? Затоа што морате. Со продавницата, со месарата, со пилјарата, со сите мора да има по еден договор. Дури со мачката што е во дворот, не дај Боже да ни текне да си оди. Сите ќе мора да платат надомест според својот буџет. Мачката ќе мора да ја врати храната. Во деловниот живот договорите се најголема сигурност. А ако имаш добар договор, никогаш нема да изгубиш. Камила. Го фатив. Ти се уште не знаеш со кого танцуваш. Не е проблем, добар партнер сум. Денис, душо, долго време не можевме да седнеме да разговараме како брат и сестра. Постојано бевме дел од некои кавги. Но знаеш дека ти за мене си посебен, нели? Знам. Ти благодарам, Денис. Денис, јас сакам да споделам нешто со тебе. Пусула Холдинг е семејна фирма, нели? И сакам да имам активна позиција во нашата семејна фирма. Местото на Зејнеп е празно, а незината работа ја вршат асистенти. Треба личност да го пополни местото. Мислам дека тоа би требало да бидам јас. Што велиш? Се согласуваш? Да не ме меше во работите во фирмата, те молам. Денис, јас не барам нешто многу од тебе. Само сакам да си присутен на состанокот и да гласаш за мене. Ке инсистирам состанокот да биде што поскоро. Не зборувам за финансиски директор. Сакам да бидам директор за односи со јавност. Дало јас не ни присуствувам на состаноците. И онака Бато Ферит гласа во моје име. Како човек што се нафатил да води своја работа, мислам дека можеш да одлучуваш во своје име. Нема потреба да остануваш во ничија сенка. Јас не сум во ничија сенка, да. Само што ова се работи кои не ме интересираат мене. Дадино, душо моја, само ние останавме од семејството. Ние сега треба да се држиме поцврсто. Ке може ли за мене уште еднаш да размислиш? Те молам. Не оправдувам некои работи што ги правиш. Ама ќе размислам. Ти благодарам. Договорено, нели? Назли се вратила на работа. Морала да се врати.
Во договорот имало клаузула за 100.000 лири. Ако не го плати, ќе мора да работи уште година. Човек треба да се плаши од Ферит. Дури и на готвачката ставил клаузула за надомест. Не ми се верува. Надоместот јас ќе го платам. Се разбира, ако Назли прифати. Одлична идеја. Господи Игбал, го добивте ли шефот Хазарамани? Да, господине Ферит, но моментално бил во странство. Јас ви најдов уште 3 нови шефови. Чекам да ми потврдите. Добро, нема потреба, господи Игбал. Ќе средам. Во ред. Ајде, Назли. Ајде уште малку. Замисли му ја фацата. Сконцентрирај се на тоа. Навистина ќе биде многу среќен. Не е едноставно слушањето плочи. До грамофонот треба да има плочи, важи. Не ме гледајте така. И јас не сум задоволна од ситуацијава. Сини самиот си го бараш. Бога ми, душава ме боли што го правам ова. Во право време. Молам, господине Ферит. Здраво, Назли. Што правиш? Ништо. Си реков да направам некои мали промени во куќата. Нема ни да ги забележите. Имам една молба до тебе. Веројатно нема да ја направам, но сепак кажете. Вечерва на јахтата ќе ги пречекам гостите до Италија. Сакам да им понудам нешто поинакво. Ако сакаш да ми помогнеш. Воопшто немам намера, господине Ферит. Јас сум одговорна за домашната кујна. Вашите деловни вечери не се вклучени во моите работни задачи. А и не верувам дека во прекрасниот договор има таков член. Во право си, за оваа работа ќе ти платам екстра. Може? Не може да ме излажете со пари. Назли, доволни ли се 5.000 лири? 5.000. Добро, 10 нека биде. 10. Договорено? Сепак не ми е срцето од камен. Штом сте во тешка ситуација, ќе ви помогнам. Го испратив возачот, наскоро ќе пристигне. Испазарете и дојдете на јахтата. Само малку, од каде знаевте дека ќе прифатам? Ало? Господице Назли, дојдов. Да одиме кога сакате. Може веднаш да излеземе, завршив. Rüzgar bir yaprak benim şiddetinde patlayan bir yanarda sönmez durdunca bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile kesti. Ало? Назли? Здраво, Денис. Те барав за... Во врска со надоместот за кој зборувавме. Мислев, размислував. Види, сметај го ова како долгорочен долг. Ќе го исплатиш кога ќе го отвориш ресторанот од твоите соништа и кога холивудските звезди ќе доаѓаат. Може би, Денис, но не сакам да се нафатам на толкав долг. Броените денови брзо поминуваат. Ке работам кај господин Ферит. Не мора да правиш нешто што не сакаш, Назли. Денис, не е дека до толку не сакам. Сепак сакам да готвам. Еве, дури и дојдов на јахтата за да подготвам храна за странските гости на господин Ферит. Странски гости, велиш? Каде тоа? Да, изгледа од Италија се, на јахтата се. Еве, стасав. Мора да исклучам, ќе зборуваме подоцна. Добре, деде. Добар ден, добро ве најдов. Колку време имаме? Гостите некаде за половина час би дошле тука, а за 1 час да вечераме, што велиш? Добро, тогаш веднаш да почнем. Што има на мени? Суши на антакиски начин. Супер. Ајде да влеземе. Да ти помогнам. Ти благодарам за убавата покана, Енгин Душо. Нема на што.
Јас денес се потрудив да ти парирам на твое ниво, а каде ќе одиме ние денеска? Велам денес да смениме малку. Да одиме на некој од твоите места. Нели ти постојано одиш на тост, на джигер, на чорба. Одбери ти едно од тие места и таму ќе одиме. Јас ли да одберам? Ај, па не знам. Да одевме на некој место што ти ќе го одбереш, на некој елитно. Така пак е многу секојдневно. Денес да не е нешто секојдневно. Да одиме на некој место каде што ти сакаш. Така ли велиш? Сега па не ми текнува на кое место. А Тарек, дај некоја идеја. Без копирање. Јас сакам да одам на место на кое што ти сакаш. Значи така. Да размислам. Добро, најдов. Ке те однесам на едно многу убаво место. Добро. Тарек, душо, да одиме право, јас ке ти објаснам. Со нетрпение чекам да го видам денешното мени. Чекај. Пријатно јадење. Ти благодарам, Назли. Siamo stati molto contenti di aver visitato Istanbul. Questa città è davvero fantastica. Credo che questo accordo tra di noi sarà la base di un'amicizia duratura. Vorrei ospitarvi spesso qua. Grazie per questa bella cena. I sushi sono davvero fantastici. Ha fatto tutto da sola. Vorrei che me la presentassi. Да ве запознам. Господи Назли, дојдете малку. Секако. Сакаат со тебе да се запознаат. Ecco qua la nostra chef Nazli che ha fatto tutto questo. Tutto di prima classe. Complimenti. In che ristorante lavora? Прашувам во кој ресторан работиш. Lei non lavora in un ristorante, lavora presso me, a casa mia. Кажав дека работиш кај мене. За сега. За сега? За сега работам кај вас. Во иднина нели ќе си отворам ресторан. Разговаравме за ова, тоа е мојот најголем сон. Una cuoca così talentuosa e una signora così bella. Farid Bey ha trovato il paradiso in terra. Што кажа? Вела дека сушито им се допаднало. Како да кажа нешто подолго. Десертот при крај? Да. Благодарам. Значи леп со компири. Зарем нема да дадат ништо друго? Не, ова е француски. Неверојатно. Неверојатно, навистина. Ова е нешто како леп со леп, нели? Ти се допадна? Или не ти се допадна? Биди искрен. Па, мислам, идеално е за оние кои сакаат неутрални вкусови, ама ако ставам и кетчап и мајонез, ќе биде прекрасно тогаш. Точно. Како и животот. Понекогаш е многу монотоно, многу здодевно, но, например, ќе се појави пријателот како кетчап и ќе ти го обои животот. Или некој стар пријател, како мајонез, и ќе ти ги врати спомените, ќе те насмее. Или некоја љубов како сенф. Интересно. Но мора да се внимава на сенфот. Има луд, има и многу луд. Сакајќи да си додадеме различни вкусови, сето тоа да не ни излезе низ нос. Така е. Ај, Енген многу сенф му стави. Немој да го јадеш. Ништо не. Не, немој да го јадеш. Ова е поинаков сенф. Ти не си навикнат на него. Жими се. Не, ватош, ништо не. Не, жити се, немој да го јадеш. Многу е лут, нели? Добро, не јади веќе. Навистина. Го помина тестот за сенф. Го изеди и францускиот кој е на најниско ниво од уличните вкусови. И тој тест го помина. И ја доби највисоката оценка 100.
Фатош, кога сум со тебе многу се забавувам. Многу се смеам. Се чувствувам многу опуштено. А и многу си убава. Значи велиш да бидеме дечко и девојка? Да, токму тоа го велам. Што велиш ти? Добро, може тогаш да се напиеме чај. Чај? Да се напиеме, но од каде сега тоа? Нели така прават на телевизиските програми, кога ќе се допаднат еден на друг, велат да одиме на чај, подобро да се запознаеме. Треба да знаеш, никогаш ли не си гледал? И јас па што прашувам? Па Фатош, да пиеме чај, кафе, било што. Ќе се напиеме, ама да се запознаеме подобро, може? Може. Но постојано ми праќаат пораки од фирмата. Изгледа има некоја итна ситуација. Сега да станеме, да ја средам работата, а потоа да продолжиме подобро да се запознаеме. Да, секако. И онака од сега почесто ќе се гледаме. Така е. Да му кажам на Тарик да те врати. Добро. Изгледа тука не носат сметка на маса. Не носат. Тогаш да одам да платам. Добро. Добро. Фала ти, Господе. Јас си одам. Пријатно. Назли? Седни да поразговараме малку. Господине Ферит, мора да одам дома. Добро, Назли, ќе одиш, но прво да разговараме. Вечерата беше убава. И ти многу си измори, ти благодарам. Нема проблем. Ми беше задоволство. Им се допаднаа моите јадења. Господинот Валентино каже дека имам голема среќа што имам талентирана готвачка како тебе. Господинот Валентино не знае дека таа среќа самиот си ја создадовте, па затоа. Назли, во последно време имаше повеќе напнатост меѓу нас. Денес не сакам да имаме разговор во кој повторно ќе се напнеме. Тоа не води никаде. Да ги закопаме секирите, велам. А ако разговараме, без да криеме нешто еден од друг и ако споделуваме се, мислам дека нема да има никаков проблем. Затоа што гледам. Што? И ти размислуваш како мене. Ти здодеал тајни, мистерии, расправиите меѓу нас, нели во право ли сум? Многу се изморив. Сакам да бидеш искрена кон мене. Затоа што дури не ми дадеш објаснување, ќе лутам со мислите само. Те молам да ставиме крај на ова. Може ли да ми кажеш зошто даде отказ? Ќе ви кажам. Ферит? Енгин? Нарно нека е, да нима нешто. Не е баш нарно. Ти звонев неколку пати, но кога не те добив морав да дојдам. Демет побарала итен состанок меѓу акционерите. Јас да си одам, а вие разговарајте. Пријатно. Пријатно, Назли, ќе се чуеме. Благодарам. Што вртат сега овие? Не знам. Боже. Сите забити се брејат. Машала. Ај, Тарик, многу сум срекна. Имам одлични вести. Што е? Да, најде нова работа. Не, Тарик, јас и онака имам работа. И? Јас и Енгин сме во врска. Ај. Што се случува? Пардон. Како и да е, не е важно. Ти ме слушна? Да. Слушнав, во врска сте со господинот Енгин. За сега се е во ред. Завртевме нов лист за нас. И на тој лист заедно ќе пишуваме нашата приказна.
Ме слушаш ли, Тарик? Буквално зборувам како поет. Слушнав. Одлично. За миг не знаев што да кажам. Но ми текна. Што да кажам? Бидете среќни. Ај, што убаво кажа Тарик, амин. И што е тоа толку итно? Тоа што е итно. Да, предлагаме да гласаме за новата позиција на Демет во Пусула Холдинг. Зошто би гласале за нешто кога знаеме каков е резултатот? Ферит, пак им е здодевно, па дошле да се поигруваат со нас. Поголемиот дел од акциите се на господин Ферит и на господин Енгин. Што значи невозможно е да добиете било што. Господине Ферит, ако сакате можеме да го завршиме состанокот. А што е со акциите на Денис? Денис не присуствува на состаноците и ти знаеш, имам право на неговиот глас. Кој знае, можеби денес ќе му текна да дојде. Извинете ве, молам, задоцнев малку. Стигна на време, Денис. Ние само што почнавме со гласањето. Запознаен сум со барањето на сестра ми за новата функција и мислам дека е коректна. А и ние сме нели фирма со која раководи целото семејство, не само еден човек. Денис, ако сакаш размисли уште еднаш на оваа тема. Не доволно размислував. Мислам дека можеме да гласаме. Да, и онака имаме само едно гласење, ќе изгласаме и според одлуката адвокатите ќе ги подготват документите. Ние треба само да се подпишеме, а сега да дојдеме на гласањето. Нашето барање е од денес Демет Ондер да биде директор на одделот за односи со јавноста во Пусула Холдинг. Кој е за? Љубов моја, прифатено е. Едно ќе ти кажам. Ти честитам од се срце. Ти посакувам многу успех на новата функција. Многу ти благодарам. Јас ќе се подпишам во наредниве денови. Се гледаме. Со лесно нека ви е. Благодарам. Ви благодарам. Беше многу напнат и корисен состанок. Љубов, и ние да одиме, ајде. Господјо Игбал, да ве прашам нешто. Имате 48% од акциите и плюс 28%, колку е тоа? Ве молам, не мора веднаш да ми одговорите, подоцна малку. Ај, се уште не ми се верува. Буквално сега сме дечко и девојка. Назле, јас веќе верувам во среќни крајави. Фатош, толку бев сигурна дека ќе бидете заедно. Душа моја, го заслужуваше ова. Искрено, јас воопшто не верував дека ќе бидете заедно. Мислам, не можам да те лажам. Ај, Асуман, почна пак да зборуваш негативно. Како прво, јас и Енген, ја имаме истата енергија што имаат Анджелина Джоли и Бред Пит. Тие се Бранджелина, а ние Енген Фато. Или може да е Енфат, тој е пократко и поубаво. Може да сме и како принцезата Дајана и принцот Чарлс, но само да сме пар. Мила моја, јас тоа ти го велам. Едните се раздели, а другите умреа, така што не сте пар од со ништата. Гризни си го јазикот. Што правиш? Види, заради тебе лакот ми се размачка, сега треба повторно. Затвори си ја муцката. Фатош најдобро знае за себе, така? Ти и Енген покрај се успеавте да бидете заедно. Се боревте за тоа и се прифативте такви какви што се. Ќе бидете многу среќни, не се сомневам. Ај, многу ме трогна. Бога ми да не ми е срам, сега ќе почнам да плачам. Колаченце моје, ако се венчам со Енген, ќе ми бидеш ли деверуша? Колаче моје, ти за да се омажиш, прво ќе треба да престанеш да ги гледаш америчките романтични комедии. После тоа ветувам ќе ти бидам сведок. Добро, договорено. Дадичке, а ти денес што правеш, а?
Како мислиш? Па бев на работа и се вратив. Господинот Ферит на јахтата правил гозба за гостите од Италија, а храната ја подготвила неговата лична готвачка. Така велат во фирмата, денес така зборува. Јахта ли? Ау, не ми се верува, Назли. Си била со неколку згодни италијанци и со еден харизматичен турчин згора на тоа на место од каде што не можеш да побегнеш. Што се случи? Требаше да ги видите италијанците, навистина беа многу згодни. Но јас не ги гледав какви се, туку колку се, колку души. Дали ќе ми биде тешко да постигнам и слично. Потоа го направив јадењето и си дојдов. А инаку, Енгин пристигна како суперхерој и животот ми го спаси. Повторно се соочив со прашања на кои не сакам да дадам одговор. Дојде Енгин и го одведе Ферит на состанок. Заблагодари му се во моје име. Добро, ќе му пренесам. Браво за дечко ми. Татко ми секогаш велеше дека ќе бидеш многу добар музичар. А мојот па воопшто не сакаше. Те чека местото во фирмата, дојди почни. Тото сакам да сум музичар. Не, можно ли е такво нешто, магаре? На музиката ќе те најаде. Готова ли е песната? Речи си готова е. Многу ме интересира. Кога ќе ја слушнеме? За многу брзо. Има нешто што чекаш? Всушност има, да. За многу работи тајмингот е најважен. А што е тоа? Што чекаш? Да се смират работите. Периодов е се измешано некако. И во фирмата се повеќе се мешаат работите. Добиваме ножеви од таму од каде што најмалку очекуваме. На тоа мислиш? Сестра ми имаше право на тоа барање и јас го направив тоа што треба. Те користат, Денис, биди внимателен. Мене никој не ме користи. Сестра ми има право на таа функција. Тие мислат само на себе, Денис. Се обидуваат да се шират во фирмата како бактерии. Сакаат да те придобијат и да те повлечат на нивна страна. Денис, види, ги знаеш овие игри, ама те предупредувам. Биди на дистанца со нив. Мене Демет ми е сестра. Исто како што Зейнеп е твоја сестра. И не можеш од мене да очекуваш да стојам настрана од неа. Еј, откаде ти е тебе ова право, не те разбирам. Престани, откажи се од тоа да ми кажуваш постојано што треба да направам. Не сум дете веќе, така? Ти си ми аманет од Демир. Должност ми е да те штитам. Немој да ме штитиш, никој не сакам да ме штити. Немам потреба од ничија заштита, самиот ќе се штитам. Ти гледај, твојата работа, јас мојата. Денис, не гледаш дека се обидуваат да ни го расипат односот, сакаат да не скараат. Целото ова е план на Хака, нели гледаш? Ако навистина не постоеше такво нешто, Хака не би се осмелил да направи нешто. Што сакаш да кажеш сега? До сега не сме можеле да решиме? Зашто сме се карале со тебе? Ти едноставно сакаш да управуваш со туѓите животи. Да, навистина го сакаш тоа. Сакаш луѓето да живеат по твоите правила и по ниемни други. Глупости зборуваш. Начело си на една голема фирма, богат си, моќен си, ама не си свесен. Оваа моќ толку те обзела што со моќта што имаш сакаш да управуваш со сите животи.
Денис, не кажувај нешто за што ќе се каеш. Види, на сестра ми не ја даваш функцијата. Зошто? Затоа што велиш јас сум моќен, Назли дава отказ, сака да си оди и велиш дека не може. Зошто? Затоа што ти си моќен. Сакаш да управуваш со туѓите животи, Ферит Аслан. Ама тоа со мене нема да ти оди. Не може да управуваш со мене. Сум задоснел. Хакан веќе одамна те отрил. Да се сретнем утре на јахтата. Имам нешто важно да разговарам со тебе. Добро утро. Рано дојде. Подобро отколку да доцнам. Денес изгледа нема никој. Вам ви остана чистењето? Во тоа е убавината. Вие го сакате морето? Го сакам. Вие? Јас не го сакам многу. Имаме проблематична врска. Годишно одам по една недела на одмор ако можам. И ако е водата студена, никако не влегувам. Епа како што се забележува, не можам ни да се сончам. Значи, мојот одмор ми поминува по ценка. Ако навистина сакаш да уживаш во морето, јахтата е задолжителна. Сосема се сложуваме околу тоа. Имало некој од 40 метри. Нека остане меѓу нас, ама ако успееме да се договориме, моја е. Се уште се пазариме. Не мора да е толку голема. Има и економични, мали работи. Например, ние имавме порано. Со татко ми пловевме кон островите. Риби и слично. Се разбира и тоа како. Јас не сакам ни да ловам риби. За таква нетрпелива како мене, да се чека така со часови без да се работи нешто е здодевно. Во тоа е убавината. Додека чекаш, си муабетиш, си пушташ музика. Вие изгледа така правите. Се сеќавам на првиот ден кога бев со татко ми по риби. Ги фрливме јадиците и чекавме. Татко ми се разбира, беше експерт во тоа. И постојано вади луфери, скуши, сардини. Јас само го гледам. Како и да е, помина неколку часа и што да видам, мојата трска се движи. Веднаш ја повлековме со татко ми, лаврак. Требаше да видиш како се бори. Татко ми ја извади од јадицата и ја пушти рибата во море. О, зошто? И јас така одреагирав. Тато, реков, зошто ја пушти? Таков е обичајот, сине. Рибарите секогаш кога ќе фатат прва риба, ја враќаат назад во морето. Рибата која со часови ја чекав, ми се изгуби пред очи во водата и замина. Толкав труд, толкова мака. Ми се допаѓа. Мислам дека е убав ритуал. Потоа татко ми рече, морето си има правило. Не ти рибата, туку рибата тебе ти избра. Ти сега ослободи рибата, но таа ако сака, пак ќе ти се врати назад. Господине Ферич, што бара нашиот договор тука?
Слободна си веќе. Нема никаков договор. Добро, но вие за ова... Нема веќе да те принудувам. Се е во твои раце. Можеш да одиш каде што сакаш. Одлуката е твоја. Ви благодарам. Јас ти благодарам, Назли, за се.